Народна медицина. Линцура. Жолтата линцура, или меѓу народот позната и како горчица, е повеќе годишно тревесто растение. Подземните органи се многу развиени и разгранати. Ризомот е краток, густ, разгранет на 2 до 10 долги и дебели корени. Кога е свеж, тој е сочен, крцкав и многу лесен за сечење. Напречниот пресак е бел и има исклучително горчлив вкус. Стеблото е неразгрането, директно и цврсто, високо до 1,5 метра. Листовите се голи, со полн рап, со жили свиткани во лакот. Во долниот дел на стеблото, во близина на земјата, тие се многу големи. На стебленцата широко елипсовидни, синкаво зелени, збрчкани и меки. Во горниот дел од дрвото тие се помали, без дршка, јајцевидни, зашилени, во основата сплотени во ракав. Во првата година од животот создава само розета од приземни лисја. Подоцна од лисната розета расте дрво, додека цветот се појавува дури во 3-та или 4-та година. Цветовите се крупни, златно-жолти, обединети во пазувите на листовите и распоредени по спратови на горната половина од стеблото. Цвета од јули до август. Тие се опрашуваат со пеперутки и други инсекти. Плодот е долгнавеста мешунка, долга до 6 мм и полна со семки. Во природата, жолтата линцура расте на многу непристапни, планински и карпести терени. Почвата не ја бира и добро расте на лесна, песочна, но и на тешка глинена почва. Сака умерено влажни, но добро исцедени почви. Додека е рамнодушна на pH вредноста. Сака сончеви позиции, но и добро расте во делумна сенка. Отпорна е на мраз. Расте бавно, но е долговечен вид. Коренот може да живее повеќе од 50 години и да достигне тежина до 6 килограми. Со горчината на своите хетерозиди ја потикнува подвижноста на желудникот и предизвикува посилно лачење на желудечниот сок. Го засилува празнењето на жолчното кесе и лачењето на жолчката. Голема предност на линцурата е тоа што не содржи танин, па може да се меша со многу други растенија во различни комбинации со својственото лековито дејство. Во научната медицина најчесто се користи како средство за зајакнување на организмот, а во народната медицина, особено во планинските предели, се користи против болки во стомакот и градите, против треска, за зајакнување и подобрување на апетитот. Коренот најчесто се става во ракија или се вари. Се користи во третман на анорексија, атонична диспепсија, а особено е диспепсија со анорексија. Постојат одредени контраиндикации за употреба на жолтата линцура, а луѓето со висок крвен притисок и чир не треба да го користат. Влијае и на менструалниот циклус, а има податоци за мутагениот ефект, па затоа не се препорачува негова употреба за време на бременност и доење. Советите од народната медицина не се замена за стручен лекарски совет. Nevesta
su takva